1941. Притаен како динамит, градот Прилеп ги преживуваше тешките денови на германо-бугарската окупација, која што под гасениците на круповиот челик ја газеше честа и правото на човешки живот на работниот народ. Стариот градски часовник ги одбројуваше мачните часови на поробените, но не и покорени луѓе. Сред голите карпи, пештера. Во неа првите партизани го приготвија планот за првата борбена акција. Првите гармотевици беа боен повик на востание. Тие му напомнаа на окупаторот дека македонскиот народ не е победен, како што не се победени ни другите народи на Југославија. Црвена вода. Овде се навоѓаше главниот штаб на нов ИПОЙ за Македонија во 1943 година, од каде што раководеше со своите оперативни единици, нанесувајќи му на окупаторот се поголеми удари. Во ова село беше издаден манифестот на главниот штаб, упатен до македонците и малцинствата од Македонија, повикувајќи ги на масова борба со окупаторот. Како одговор на тој манифест, народот масово се дигна на борба и секое капче на Караорман, Козјак, Кожув, Пјачковица и други наши планини стана партизанска касарна, секоја чука бункер. Се раѓаше нашата татковина по цена на 1000 жртви. А како резултат на тие борби, на Чупино брдо победоносно затрепете знамето на третата македонска ударна бригада. Резултатите од неколку годишната борба беа налице. На Илинден 1944 година во Прохор Пчински се формира АСНОМ, се прогласи македонската државност. Како победник се врати во Македонија, која што беше разурната и опустошена од окупаторот. Некогаш топлите огништа, зданијата, мостовите и железниците чекаа на првите градители. Тешките пушкомитралези и другото бојно оружје беа заменети со лопати и копачи.